Почитувани, денес е 1 април, денот на шегата. Денот кој најчесто го преславуваме маскирани, со обид некого да излажеме. За жал, драги сограѓани, Куманово од година во година е во стапица на лагите и манипулациите на СДСМ. 8 години поред, Дамјановски си игра мајтап со граѓаните, секојдневно, сервирајќи ни првоаприлски шеги. Едни од многуте првоаприлски шеги и лаги на Дамјановски, особено во текот на изборниот процес е намалување на цената на паркинг. 8 години не се сети на ова и не најде време да го реши сообраќајот и паркинг просторот во градот. Сега очекува граѓаните да му поверуваат. Решавање на инфраструктурни проблеми, решавање на атмосферска канализација и водоводна мрежа, отворање на индустријска зона, која ја ветува цели 8 години, двосмерност на Нагорички сокак, подобрување на животот во руралните средини, катна гаража и многу други нереализирани ветувања. Најголемата првоаприлска шега на годината е така наречениот отпор и уличната демократија, каде првим повикуваше на бојкот на изборите за доброто на градот, за да сега повторно се пошегува и од истите луѓе ја бара поддршката да излезат на изборите и повторно за доброто на градот. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија сака јасно и гласно да им порача на СДСМ и Дамјановски да не ги потценуваат граѓаните, да не сметаат на нивната поддршка, затоа што имаат доволно време да ги реализираат сите овие ветувања во изминативе 8 години. Со копирање на програмата на доктор Зоран Ѓорѓиевски, на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, СДСМ и Дамјановски уште еднаш потврдија дека немаат визија за Куманово, кога владееа 8 години и кој се уште не мрдна од мртва точка. Прашањето е до кога ќе се шегувате со животот на граѓаните? Уште колку години само треба да се надеваме, да ја изневерите довербата на граѓаните и сега со кој образ повторно ја барате? Драги сограѓани, 7 април е светски ден на здравјето, па и на лекарите. Денот кога ќе започне една успешна операција, која ќе не излечи од сите 22 годишни рани која СДСМ и Дамјановски ни ги остави. Очигледна е победата на доктор Зоран Ѓорѓиевски, но победата е историска, затоа што всушност ќе биде ваша победа, драги сограѓани. Вие ќе триумфирате, ќе триумфираат делата, како основа за просперитет и развој на Куманово. Ви благодарам.